Благодарам, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Значи, премиере, вие не одговоривте, значи, министерот Тевдовски не сакаше да го направи ова што вие го најавивте. Мислам дека овој одговор го должите на македонската јавност. Колку што можев да ве разберам во вашето излагање, кажавте дека од аспект на економија и финансии сме најдобри. Најмногу странски директни инвестиции, с големен број на вработени луѓе. Ако мислите на тие што се замина, индиректно, значи имаме намалена невработеност, а јас во Тетово не видов ништо од тие странски директни инвестиции. Барем за Тетово зборувам. Ништо ново не е отворено. Вие кажавте дека министерот за финансии имал најдобри перформанси, најдобри резултати и затоа го менувате. Според вашата логика, најдобрите ги менувате. Тие што остануваат какви министри се? Дали се и тие најдобри? Би сакал на ова да ми одговорите. Во вашето експозе кажавте дека сме имале заробена држава. Ќе ви дадам два примери дека тој тренд продолжува. Имате примери каде што председатели на ваши општински организации се вуат на членови да избришат одредени статуси затоа што директно ги напаѓаат околу нивното раководење. Имаме случај каде што новинар јавно излезе и кажа дека му се јавиле дека ќе го избањаат ако продолжи да зборува против оваа власт. Но, како и да е, останува на вас тоа да го решите. Наместо тоа да го превземат институциите, вие го повикавте во партијата и се дозволивте партијата да го решава тоа, а не институциите на системот. Внимателно ве следам на телевизија во едно ваше интервју со министерот за здравство, кој што патем е многу успешен, кажавте дека платите на лекарите специјалисти се 120.000 денари. Не кажавте од кај го извадивте тој просек, дали и од приватните и од државните институции. Исто така, во вашиот план за живот на 253-та страна, во првите 24 месеци од аспект за здравството ветивте зголемување на капитационен бод за матични лекари на 90 денари, зголемување на капитација по пациент за матични стоматолози од 45 на 70 денари, отварање на детска општа болница во Скопје со ургентен центар, матичен гинеколог за секоја жена, сето од ова се уште го нема. Ветено, но не е исполнето. На крајот се потрудив за јавноста да знае до денар точно колку се платите на лекарите. Штета што ги нема колегите лекари од СДСМ да ме слушнат. Лекар специјализант, основна плата 28.880, специјалист 38.570, субспецијалист 41.792 денари. Ова се реалните плати. Доколку сакаме Ви благодарам. здравството, јас ве повикувам, пошто укажавте на повеќе примери, да бидете министер за здравство, па можеби ќе ги остварите тие ветувања што ви кажавте. Благодарам. Контрареплика.